Со делото кое беше изведено минатата година на отворањето на Шекспир фестивалот во Битола, ансамблот на Националната установа Народен театар од Битола првото меѓународно гостување во оваа година ќе го реализира во Санкт Петербург, Русија, каде на 17 април на сцената на театарот Вера Комисаржевскаја ќе го изведе музичко-сценскиот перформанс наречен Шекспир за секогаш. Копродуцискиот перформанс е во изведба на актери од битолскиот и театарот Вера Комисаржевскаја, кои во меѓувреме извршиле дополнување, и истиот ќе биде изведен во форма на маратонска актерска манифестација посветена на Шекспир, истакна на денешната пресконференција Валентин Светозарев, директор на Народниот театар од Битола. Картите се продадени или дадени до последна денес. Има огромен интерес. Исто така има огромен интерес и за групата Фолтин. Ми е жал што никој од нив не е тука. Најверојатно тие ќе имат и свој одделен концерт во некој од клубовите на Санкт Петербург. Со два збора мислам дека не очекува еден прекрасен, незаборавен викенд и празник на кој достоинствено ќе прикажеме нашиот театар, а потоа и нашата македонска култура. Во музичко-сценскиот перформанс ќе настапат многу актери од Русија, меѓу кои актерската икона во Русија Ивак Краско. Заедно со актерите од Русија ќе настапат и битолските актери Сонја Михајлова, Катерина Аневска, Никола Пројчевски, Александар Димовски и други членови на ансамблот. На наше големо задоволство, како почесен гостин, како некогашен Хамлет, ќе игра народниот артист Краско Иван, кој иначе има 89 години и е еден од најстарите активни актери во Русија. Буквално е икона руска и јас навистина бев изненаден кога тој посака да учествува во овој наш проект. Јас мислам дека тој ќе говори нешто од Хамлет, затоа што беше многу значајна неговата улога, историски значајна во историјата на рускиот театар. Националната установа Народен театар Битола, освен во Русија, на 24 мај ќе настапи во Торонто со представата Без паника, а во септември ќе гостува во Црна Гора со представите Отело и Љубовта на една луда девојка.